Почитувани, започнуваат вестите на Канал 8. Следуваат настаните на денот. Политичката партија Левица ја представи својата предизборна програма пред граѓаните на Кочани со делење пропаганден материјал и директни контакти. При тоа ги нагласија своите заложби за почитување на работничките права и за укинување на класните разлики во Македонија. Со скромен буџет, без голема помпезност во настапите и без скапи митинзи и собири кои, како што рекоа, се непотребно расфрлање пари, кандидатите за пратеници од партијата Левица се представија и пред граѓаните на Кочани. На штанд во трговскиот центар делеа пропаганден материјал и во непосреден разговор со потенцијалните гласачи ги информираа за своите заложби и ја објаснуваа предизборната програма. Носителката на кандидатската листа во изборната единица 3, Марија Джонс, рече дека во изминатите денови се сретнала со голем број неправдани граѓани, кои останале без работа или пак работат во мизерни услови за плата пониска и од законски минималната. Тоа, неа како преведувачка на книги од англиски на македонски и обратно, ја подсетило на времето од пред еден век, опишано во дело од наш автор. Едно кое што сега го преведов се случува за време на турското робство, како што го нарекуваме, каде што еден мајстор успева на најлегален начин да му се спротистави на локалниот моќник, тоест турскиот бег. Сега мене ситуацијата во нашава изборна единица многу ме подсетува на таа ситуација во ова сценарио, дај Боже да се сними, со тоа што сега новите бегови си се наши. Сега јас видов на многу овдека митинзи дека истокот е верен, верниот исток. И јас ќе им препорачам на верниот исток, пред да одат во недела да гласаат, да подразмислат можеби за промена. Ако сакаат да се верни, прво да се верни на себе си, на своите мажи или жени и деца ако ги имаат, семејства, на луѓето со кои што работат, на своите соселани и на своите сограѓани, а не на новите бегови, па макар биле и наши. Пред граѓаните во Кочани се представи и кандидатот за пратеник на Левица од нашиот град, Дарко Димитров, кој рече дека тој го застапува ставот на партијата за создавање бескласно општество. Левица е една типична партија. Во Македонија во последните 25 години немаме таква партија која се залага за правата на работниците, да се вратат правата на работниците, бескласно општество и синдикализација, синдикати да се вратат у раците на работниците и да имат поголеми права и било што. Или за зголемување на работните места, што ја би рекол у приватниот сектор, да биде едно работно место за еден работник. А некако сега моментално на работник и приме продавачи, они магазионери, чистачи, сите тие работи. Целна група ни се младите прогресивни луѓе што сваќаат, што ги разбират марксистичката идеологија, што знаат што е марксизам и други работи и нормално. Борбата ќе ни биде да не се иселува веќе младите. Значи претерано веќе. Никој не ќе да седе секој вечер на Skype и да плаче да си ги гледа децата. Димитров додаде дека очекува обичните, онеправдани и осиромашени граѓани да го препознаат и да го казнат виновникот за лошата состојба во која живеат. Инаку, тој на кандидатската листа на Левица е на третата позиција. Завршна пресконференција пред започнувањето на предизборниот молк организираше општинската организација на СДСМ од Кочани, на која беше упатен повик до граѓаните да излезат на гласање и да ја поддржат коалицијата за живот во Македонија. Последниот ден од предизборната кампања, општинската организација на СДСМ од Кочани го искористи за пресконференција на која беа упатени пореки со кои се охрабруваат граѓаните да излезат на гласање и да ја дадат поддршката на опозицијската коалиција. Во обраќањето пред медиумите, најмладиот член на Советот на општина Кочани, Александра Ѓоргиевска, се осврна на досега реализираните активности од страна на актуелната локална власт. Иако имаат доволно време и ресурси на располагање за да ги остварат сите нивни ветувања, тие го реализираа следното: промена на имињата на улиците, воведување на платен паркинг, асфалтирање на улици само на места каде што живеат членови на нивното потесно семејство, трупање на долгови во јавните институции на општината, вработување на несоодветни кадри по заслуга на партиска книшка и најповеќе од се непотизам. На пресконференцијата и членовите на локалниот клуб на СДСМ ја искажаа довербата за кандидатската листа на коалицијата за живот во Македонија, со барање да запре иселувањето на младите луѓе и да им се подобрат условите за живот во Македонија.
Сакаме да имаме квалитетно образование, а не да бидеме нечи експериментални глувци. Сакаме младински центри во кои ние младите ќе ги споделуваме нашите креативни идеи. Сакаме вработување без партиска книжка. Вработувања кои ќе бидат темел исклучиво врз основа на квалитет. Зошто, другари и другарки, ние сме за живот во Македонија? Бидејќи сакаме насмевки, ведри лица, сакаме да ги вратиме иселените, да го вратиме детскиот джагор и детската игра низ нашите маал. Градот повторно да ни заживее. Во обраќањето до јавноста, председателот на Општинската организација на СДСМ и кандидат за пратеник во изборната единица број 3, Сашко Костов, рече дека неговата партија има план за живот на граѓаните во Македонија и со нивна поддршка на престојните избори тоа и ќе го реализираат. Ќе има повеќе пари во секој семеен буџет, ќе има правда за сите, ќе има контрола на власта во државата. И ви ветуваме дека ќе ги вратиме младите назад во своите домови. Почитувани господа од ДПМН, ве повикуваме да не го злоупотребувате избирачкото право на граѓаните. Иако пробувате со уцени, закани, монтажи, вработувања, нашиот народ нема ништо, се што ќе му се даде ќе земе, бидејќи луѓето се гладни. Но оставете тие сами да одлучат за кого ќе го дадат својот глас. Оставете да оценат дали ќе гласаат за празна и сиромашна Македонија или за европска Македонија, која ќе биде пример на Балканот. Затоа уште еднаш ве повикуваме на 11 декември својот глас да го дадете на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, односно да го заокружите редниот број 4. На крајот од обраќањето, Костов упати благодарност до Центарот за комуникации на СДСМ, како и до сите членови и активисти на опозицијската коалиција за пружената поддршка и работењето во текот на предизборната кампања. Од изборот кој што ќе го направат граѓаните зависи иднината на сите и иднината на нашите деца, рече на пресконференција кандидатот за пратеник од Кучани од изборната единица 3 Иван Иванов, кој ги повика сите граѓани да излезат на 11 декември и да го дадат својот глас за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Уште нецели 2 дена неделата од изборот во каква држава сакаме да живееме. Избор кој што ќе го направат граѓаните, ќе треба да се избере помеѓу два спротивни концепта, рече на пресконференција кандидатот за пратеник од Кучани од изборната единица 3 Иван Иванов. Едниот нуди отварање на нови работни места, повисоки плати, повисоки пензии, изградба на автопатишта, изградба на детски градинки, субвенции за земјоделците и цела низа на други проекти и мерки опфатени во програмата реално, со кои се решаваат секојдневните проблеми и се подобруваат условите за живот на сите граѓани на Република Македонија. Вториот концепт нуди хаос, нуди шарени лаги и нереални ветувања, нуди редефинирање на државата, нуди двојазичност на целата територија на Република Македонија, нуди кантонизации, нуди федерализации, нешто кое што сите го видовме како опозицијскиот лидер бесрамно го нуди при посета на албанската диаспора во Швајцарија. И во крајна мера нуди распаѓање на државата. В недела кога ќе отидат на гласање, Иванов ги повика граѓаните да се присетат на промената на знамето, на промената на името, на законот за територијална поделба во државата и да се прашаат со кого мислат дека ќе им биде подобро. Кој може да отвора нови работни места и од кого нема да се срамат граѓаните. Време е да се одбрани државата, но не со оружје, туку со пенкалото врака, рече Иванов. Ве повикувам во недела масовно, во раните утрински часови да излеземе на гласање и да го дадеме гласот за оние кои градат, за оние кои создаваат, за коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН и бројот 1. Да покажеме дека знаеме и сакаме да си ја сочуваме независноста, сувереноста и унитарноста на државата и да испратиме јасна порака на оние кои не им мислат добро на Македонија. Да покажеме дека само овој народ и никој друг е собственик на ова парче земја. Заокружете го бројот 1 за вас и за Македонија. Од изборот кој што ќе го направат граѓаните зависи иднината на сите и иднината на нивните деца, заврши Иванов.
Од претходните години во општина Кучани гласачките места се намалени за 2 и сега има вкупно 61 избирачко место. Има и вкупно 32.933 граѓани со право на глас, од кои 4.782 се на специјалниот список за гласачи во странство. Според податоците добиени од Државната изборна комисија, подрачно оделение во Кочани, надлежна за спроведување на изборите за општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, се е подготвено за спроведување на изборите в недела на 11 декември. Избирачките места ќе бидат отворени во 7 часот наутро, а затворени во 19 часот. Во општина Кочани право на глас имаат вкупно 32.933 граѓани, од кои 4.782 се на специјалниот список за граѓани кои ќе гласаат во странство. Инаку гласање во општина Кочани ќе се спроведе на вкупно 61 избирачко место, односно за 2 помалку од претходно, а ова е согласно изборниот законник кој предвидува за едно избирачко место најмалку 10 запишани граѓани со право на глас. Во избирачкото место број 894 во село Речани, каде гласаат жителите од селата Речани и Вранинци, вкупно има запишано 8 гласачи и за нив гласањето ќе го спроведе избирачкиот одбор од избирачкото место во Костиндол. Во избирачкото место број 893 во село Безиково има запишани само 9 гласачи и за нив како најблиско избирачко место гласањето ќе го спроведе избирачкиот одбор од избирачкото место број 902 во село Пресека. Во општина Кочани за предстојните избори има и промена на гласачките места. Ги има вкупно 7 кај кои е извршено промената. Имено, избирачкото место 842 претходно беше во приватен објект на улицата Љупча Сантов број 28. Сега гласачкото место со решение на ДИК е сместено во основното музичко училиште Ристо Јоруков. Избирачкото место број 851 претходно беше во приватен објект на улица Јане Сандански број 3. Сега гласачкото место со решение на ДИК е сместено во детската градинка Павлина Велјанова на улицата Гоце Делчев број 3. И избирачкото место број 833 претходно беше сместено во зградата на поранешен Кјуби. Сега заради подобри услови истото ќе биде во зградата на КЈП Водовод. Во општина Зрновци и општина Чешиново Облешево нема промени во однос на бројот на избирачките места во кои ќе се спроведе гласањето. Во Зрновци ќе се гласа на 4 избирачки места, а во Чешиново Облешево на 13. Во Виница в недела ќе се гласа на 33 избирачки места, а бројот на запишани избирачи е 17.071 лице со право на глас. Ден пред изборите, сабота, гласаат 98 стари и изнемоштени лица. 17.071 е бројката на запишани лица со право на глас во општина Виница. Од запишаниот број, 7.385 се во селата, а 9.686 се во градот. Општинската изборна комисија во Виница ги правеше последните подготовки во пресрет на гласањето в сабота за старите и изнемоштени лица. Вкупно имаме пријавено за болни изнемоштени лица 98, од вкупно што беа пријавени 113. 15 беа одбиени поради некој некомплетна документација, некои поради неосновани дијагнози. Според изјавата на председателот Александар Ѓорѓиев, подготовките на сите 33 избирачки места се целосно завршени. Обезбедени се неопходните технички услови за работа на избирачките одбори и за нормално одвивање на гласањето в недела. Во изборниот процес во Виница се вклучени 342 лица, како членови на избирачките одбори и 12 членови на Општинската изборна комисија, а тука не влегува бројката на наблюдувачи од партиите и од граѓанските организации. Со вечерна богослужба наспроти празникот и со божествена литургија на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион, во Кочанскиот храм беше одбележан празникот посветен на светиот великомаченик Ѓорги. На тој ден се претпоставува дека е осветена Кочанската црква, посветена на истоимениот светец.
Голем број верници се собраа во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги да го прослават празникот чие име го носи храмот. Се смета дека на овој ден е осветен храмот, па затоа заслужува посебно внимание, иако храмовата слава се празнува на 6 мај Ѓурѓовден. На овој ден Светата православна црква која го чествува споменот на преподобниот Олимпиј Столпник и споменот на Светиот Великомаченик Ѓорги Зимен или Посен, како што е наречен меѓу верниците. Нели, како што знаеме, и нашиот храм го носи неговото име, а според некои документи и списи кои што располагаме, ние се претпоставува дека токму на овој ден е осветен истоимениот храм, нели, во Кочани пред 99 години. Значи до година ќе имаме еден јубилеј 100 години од изградбата, односно осветувањето на храмот, кој што според пак ќе кажам тие документи, како што сведочат, изградбата е почната некаде 1912, па траела се до 1917 година. Со литургијата служеше владиката Иларион, архимандритот на Лесновскиот манастир отец Дамаскин и свештениците од Брегалничката епархија, кои на верниците им порачаа да се сакаат меѓу себе и да шират разбирање, љубов и толеранција. Многу верници месеа погачи за здравје. Оние кои го носат името на светецот го славија својот имен ден, а доста семејства го празнуваат и како домашна слава и подигаа панагии. На вечерната богослужба наспроти празникот се служеше и постна вечера. Следуваат информациите од спортот. Управата на фудбалскиот клуб Осогово организираше заедничко дружење со фудбалерите на паузата меѓу двете полусезони од првенството. Играчите рекоа дека се оптимисти оти во пролетниот дел ќе ги надоместат изгубените бодови и се надеваат на влез во втората фудбалска лига. Традиционална средба на управниот одбор и на фудбалерите на Кочанскиот третолигаш Осогово се одржа во еден од угостителските објекти во трговскиот центар, каде во пријателска и опуштена атмосфера се разговараше за надпреварите од есенскиот дел и за плановите во продолжението од првенството. Анализата на досега постигнатото, според играчите, покажува променлив ритам на игра со планирани победи и неочекувани порази, што на крајот од полусезоната било причина за пласман на петото место зад директните конкуренти Плачковица, Каменица, Саса и Овчеполе. Сепак, стандардните првотимци се оптимисти дека напролет ќе ја остварат посакуваната цел за влез во повисок ранг. Почнавме лошо, потоа во средина на полузоната имавме добри резултати и добра серија, а потоа на крајот па имавме, значи јас лично ја оценувам дека на превод во Каменица со против Саса ни значеше многу и иако водевме на полувреме, изгубивме на крајот, значи тоа беше како некоја пресвртница кон полошо. Значи на крајот па лошо завршивме, но добро е што со оглед на другите резултати дека уште сме во игра за првите 3 места. Така да ќе треба да смогнеме сили да со добри припреми и со некој појачување да пролета да конкурираме за првите 3 места. И мислам дека со добра организација, со подобра организација тоа и ќе се оствари. Втората полусезона би требало да врнеме тоа што го изгубиме првата полусезона. Ќе има многу тешки утакмици, така да мислам дека треба да имаме многу повредени играчи, така да треба да се стегнеме втората полусезона за да направиме нешто што и сите играчи го посакуваме за влез во втора лига. Не се изгубени шансите, така да сите фудбалери сакаме тоа да биде. Сите чекаме втора лига за тоа. Од управниот одбор на Осогово рекоа дека се размислува за кадровско засилување со уште тројца фудбалери, што и покрај тешките финансиски услови во кои работи клубот, ќе се бараат начини да се реализира. Истото се однесува и на набавката на спортска опрема и исплатата на надоместоци, што во првиот дел од првенството поминуло според планирањата. Свесни за одговорноста и сериозноста на задачата што ги очекува, првите луѓе на клубот рекоа дека ќе сторат се за да се оствари желбата за влез во втората лига. Викендов ќе се играат редовните кола во втората футсал лига и во третата кошаркарска лига за мажи. Екипите на Унипап и Баскет Дино ќе гостуваат при што фудбалерите за противник го имаат Кратово, а кошаркарите Овчеполе од Свети Николе.
Во првенството на втората футсал лига, викендов ќе се игра редовното 7 коло. Фудбалерите на Унипап ќе гостуваат во Кратово, каде ги очекува тежок меч против истоимената екипа. Причина за тоа е што и во изминатите надпревари кратовчани играат добро и имаат само еден пораз, па со 15 бода во моментот се наоѓаат на второто место на табелата. Нашиот клуб за мал фудбал пак, поминато неделниот неочекуван пораз на домашен терен од предпоследното Овчеполе, покажа голема несигурност и ранливост, поради што на престојниот меч во Кратово ќе мора да му пристапи крајно сериозно и одговорно. Според сегашниот распоред на табелата, нашите фудбалери се уште се во поволна позиција, затоа што со досега освоените 8 бода и понатаму се на 6-то место. Надпреварот се игра в сабота со почеток од 18 часот и 30 минути. Истиот ден ќе се игра и 6-то коло во првенството на третата кошаркарска лига во машка конкуренција. Екипата на Баскет Дино, по минатонеделниот пораз на домашен терен од Ball for Life од Куманово, викендов ќе гостува во Свети Николе против кошакарите на Овчеполе. И оваа средба за нашите момчиња ќе биде со неизвестна завршница, со оглед што нивните противници се второпласирани, иако во изминатите кола не прикажаа толку ефикасна игра, односно имаат 3 победи и 2 пораза. Тимот на тренерот Сашко Лазаров пак во моментот со 5 бода и најлоша кош разлика во однос на противниците се наоѓа во долниот дел на табелата, заедно со Марфил Спорт, Борец Евробрик и Кичево. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.